Премиерот Ковачевски транспарентно да покаже која плати екскурзијата на децата во Њујорк и Вашингтон е ставот на првата антикорупционерка Билјана Ивановска. На колегиум Ивановска, заедно со останатите членови, ќе дискутираат за можноста да истражуваат кој го плати патувањето и дали е во приватна режија, како што вели премиерот, или за децата е финансирано, како и за останатите членови на делегацијата. Ивановска децидна, ако веќе отишле и не е на товар на државата, Ковачевски да покаже, вели таа. Значи треба да покаже кој го платил патувањето, бидејќи вака остава лош печаток. Лоша перцепција се создава дека еве сега ако е таткото некој функционер, може цела фамилија да оди. Не е единствен случај, за жал, значи таа перцепција треба да се промени, меѓутоа ќе се промени со фактичка состојба, кога нема да одат, нема да патуваат, односно нека оди, нека патува, ама нека покаже кој тоа го покрива. Ние одлуките дали отвараме или не отвараме предмет ги доносиме на колегиум, разговараме за тоа. Денес после овој настан ќе имаме колегиум, ќе поразговараме и ќе ве известиме, не. Рече си 10 дена владата молчи за тоа во кое својство децата на Ковачевски биле на прошетки заедно со членовите на владината делегација во Соединетите држави. Не одговараат ниту на прашањето кој е финансиерот, како патувале, дали имале обезбедување, дали спиеле одделно во други хотели, како е платено за нив на заедничките прошетки со членовите. Прашање има многу, но за жал нема конкретен одговор ниту од премиерот. Прво се правдаше со Вујче од Америка, за потоа да тврди дека патувањата на неговите деца се приватна работа, за која, како што вели, нема врска со народни пари. Ќе се одважите транспарентно да покажете кој го плати патувањето на вашите деца во Соединетите Америки? Сите мои патувања, ја тоа го одговори, веќе сите мои патувања кои што се службени или на делегацијата, тие се одобрени согласно со процедурите во владата. Меѓутоа патувањата на другите членови на моето семејство за приватни активности се нивна приватна работа и немаат никаква допирна точка со буџетот на државата. Патувањето е приватна работа за која премиерот нема намера да покаже кој плати. Владина делегација за која засега нема официјални информации колку членови брои, рече си цела седмица беа во работна посета на одбележувањето на 30 годишнината од членството на Македонија во Обединетите нации. Неофицијално Алфа дознава дека делегацијата брои околу 30 членови, за кои портпаролот на владата не дава информации колку народни пари се потрошени за оваа работна посета. Во придружба на Ковачевски, според сликите што осамнаа на социјалните мрежи, е и сопругата Елена Ковачевска, вице-премиерката за добро владење Славица Грковска, како и министерот за надворешни Бујар Османи. Алфа испрати барање за пристап до информација од јавен карактер до владата, во кое бара одговори, но согласно законските прописи, рокот за одговор е 30 дена.